Во среда во Македонија пристигнува претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Веднаш откако го преживеа гласањето во Европарламентот за нејзино разрешување, каде 179 пратеници беа за, нејзина смена оти лошо ја води Европската Унија. Таа тргна во посета на Западен Балкан. Што фон дер Лајен ќе каже во Скопје? Носи ли таа некаква гаранција дека Македонија нема повеќе да налетува на вета и други сопки во евроинтеграциите? Или повторно ќе ни каже дека Европската Унија многу ја сака нашата земја во Унијата, ама ете уште некои работи мора да ги сработиме, а потоа ќе се види како понатаму. Неодамна таа пофали соседни земји дека постигнуваат импресивен напредок на патот кон ЕУ. Време е во среда да ни каже зошто сите болни отстапки кои досега ги направи Македонија по налог на Брисел не се доволно импресивни за Европската Унија. И треба да каже кога конечно Брисел ќе ја импресионира Македонија, прифаќајќи дека сите земји во Европа се рамноправни и никој не може од страна на друг да му наметнува што ќе посака. Инаку фон дер Лајен ќе има одвоени средби со претседателката Силјановска-Давкова, со премиерот Мицкоски и со претседателот на Собранието Гаши. ВМРО-ДПМН праша дали обвинителството покренала постапка по објавените телефонски разговори од 17 февруари 2022 година, во кои синот на газдата на Пулс се фалел дека Оливер Спасовски се јавувал во Штип во полицијата за нас. Дали Оливер Спасовски бил повикан на разговор и која е неговата улога во заштитата на газдата на дискотеката Пулс и работата на дискотеката? Дали е извршена контрола во СВР Штип и ОВР Кочани? Дали Коцевски работи според закон или по нарачка на СДС? Поставија прашања од владеачката партија. Уште 5 дена до изборниот молк, политичките партии, коалициите и независните кандидати денеска пред граѓаните продолжија со представување на своите програми и кандидатите за градоначалници за локалните избори. Државната изборна комисија објави дека досега акредитирала 591 странски и 658 домашни наблюдувачи за локалните избори. Оттаму информира и дека бројката на пријавени лица кои ќе гласаат од дома, болни, немоќни и изнемоштени лица е околу 9000 на ниво на цела Македонија. Во изборната хроника на прва скопска телевизија денеска по извештаите од денешните активности на претендентите за први луѓе на скопските и околните општини, едно лице загина, а 18-годишно момче е тешко повредено во директен судир на два автомобили, што се случи вчера попладнето на експресниот пат Штип-Велес. Според информациите од итната медицинска помош во Велес, нивна екипа била повикана во 14:20 часот и за 10 минути пристигнала на местото на несреќата, на крстосницата кон село Иванковци. Констатирале смрт кај повозрасен маж од едното возило кој починал на самото место на директниот судир. Лекарска помош веднаш му била окажана на 18-годишното момче од Струмица, кое се наоѓало во другото возило. Тој имал повреди на карлицата, десното колено и главата. И по укажаната прва помош, момчето било пренесено во ургентниот центар во општата болница во Велес. Од среда повторно влажен бран со пониски температури во Македонија. Ќе има зголемена облачност со повремени врнежи од дожд во поголем дел од државата, а ќе дува и слаб до умерен ветер претежно од северен и од североисточен правец. И во Скопје и околината од средината на оваа седмица ќе биде врнежливо. Што се однесува до температурите, тие остануваат да бидат малку под просекот за овој период од годината. Наутро температурите ќе се спуштат во интервалот од 5 до 11 степени, а преку ден пак тие ќе се искачуваат до 17 степен. 21 општина на локалните избори во Косово доби градоначалник уште во првиот круг. Во 17 за победникот ќе одлучи вториот круг. Партијата на премиерот Албин Курти освои градоначалнички места само во 2 општини, а во повеќето доживеа пораз од своите политички опоненти. Српска листа, најголемата српска партија во Косово, прогласи победа во 9 од 10 општини каде што имаше кандидати.
Од денес во Албанија се забранува движењето на електрични тротинети по јавни патишта, најави министерката за внатрешни работи Албана Кочиу. Повод за ова е зголемениот број на поплаки од граѓани за опасностите што ги предизвикуваат тие возила, како и за самите возачи. Кочиу најави дека ќе се подготви нова регулаторна рамка што ќе вклучува правила за возраст, заштитна опрема, осветлување, ограничување на брзина и јасна поделба каде е дозволено користење на тротинети. Американскиот председател Доналд Трамп и египетскиот лидер Абдел Фатах Ал-Сиси ќе го водат мировниот самит за Газа кој ќе се одржи денес во Шарм ел Шејх. На средбата ќе учествуваат лидери од преку 20 земји, вклучувајќи ги представници од Обединетите нации, Европскиот совет и неколку големи европски држави. Целта на самитот е да се стави крај на војната во Газа, да се зајакнат мировните напори и да се започне нова фаза на регионална стабилност. Инаку Хамас денеска ги ослободи првите 7 заложници. Францускиот председател Емануел Макрон го представи составот на новата влада, повторно предводена од премиерот Себастиен Лекорни, чија претходна влада траеше само 14 часа. Лекорни вети влада на обнова и разновидност, но задржа дел од старите министри, меѓу кои шефот на дипломатијата Жан Ноел Баро. Франција останува во длабока политичка криза, додека новата влада се обидува да обезбеди стабилност пред подготовката на буџетот во среда. Се уште голем дел од јавноста бара оставка од Макрон. Повторно масовно пукање и жртви во САД. Овој пат 4 лица загинаа, а најмалку 20 се ранети во масовно пукање во бар во американската сојузна држава Јужна Каролина. Тамошната полиција соопштува дека 4 од повредените лица се во критична состојба. Во моментот на пукањето во барот имало многу посетители кои се разбегале откако ги слушнали стрелите. Се трага за тоа кој е мотивот и идентитетот на напаѓачот. Големи ненадејни поплави предизвикаа хаос во шпанскиот регион Каталонија. Тамошните власти велат дека голем број луѓе се заробени во своите возила кои буквално пливаат по улиците. На социјалните мрежи се појавија драматични снимки на кои се гледаат порои од валка на вода како се слеваат по улиците на градовите Лара Пита и Санта Барбара. За сега нема официјални извештаи за повредени или смртни случаи, но штетата е веќе голема. Поради лоши временски услови, сите поаѓања на возови од Барселона и Валенсија кои ги поврзува крајбрежните градови се суспендирани. Десетици лица загинаа во тешки судири на границата меѓу Авганистан и Пакистан. Пакистан изведе воздушни напади врз источниот дел на Авганистан, а талибанците возвратија. Двете страни пријавија голем број загинати и повредени, а ситуацијата останува напната.